Денеска е значаен ден заради тоа што на повик на неколку синдикати сме тука да поразговараме малку околу идните ставови на новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, и во тој дух ние се залагаме да го вратиме диалогот помеѓу работниците, работодавачите и владата на Република Македонија, нешто што беше целосно уништено во изминатиот период. Навистина, Македонија има потреба од вистински синдикати, слободни синдикати, неокупирани синдикати, и тоа е задача и цел и владата да допринесе да имаме навистина слободни синдикати со кои што ќе можеме да разговараме за заштита на работничките права. А ние како Социјалдемократски сојуз, тоа ни стои во програмата да навистина направиме се да ги заштитиме работничките права, а тоа може да се возможи само преку отворен диалог и помеѓу работодавачите, работниците и владата, и тоа е нешто што мораме веднаш да го започнеме и да разговараме за сите отворени прашања кои што ќе значат пред се зголемувањето на минималната плата, на просечната плата во Република Македонија, заштита на работниците, нешто што мора да постане пракса во Република Македонија, и само преку таков еден диалог да ги носиме сите решенија, затоа што носење на било какво законско решение или одлука која што нема да ги остварува целите на работниците, тогаш мислам дека се пропаднати закони. Токму заради тоа мислам дека ваков диалог, вакви средби се неопходни, тоа треба да биде, нека ова биде еден почеток на постојан диалог пред се за заштита на работничките права, а поедно и на економијата во Република Македонија. Прифатливо ли ќе биде барањето на синдикатите и тие да имаат свој представник во владата, доколку се прифати вице-премиерско место од стопанските комори? И ќе разговараме и ќе дебатираме денеска за ова прашање. Тоа е прашање кое што ќе биде одлучено од страна на мандатарот. Најважна работа од се е синдикатите да бидат поставени на едно ниво кое што ќе е достојно ниво за еден синдикат, да немаме синдикат кој што е окупиран од страна на владеачката партија, како што тоа денеска председателот на синдикатот на Сојуз на синдикати на Македонија, туку навистина да имаме независни синдикати, синдикати кои што ќе можат во секој момент да отворат битни прашања за работниците, да се спротивстават или да покренат иницијатива за решавање на одредени прашања, и во овој момент за Република Македонија тоа е најважно. Изгубија ли многу синдикатите во текот на последните години од минатата влада од своите права? Не изгубија многу работниците. Ако го погледнеме Живко Митревски, тој не изгуби ништо. Може би и доби нешто повеќе. Меѓутоа, Живко Митревски не е синдикат. Синдикатите во Република Македонија се работниците, најмногу изгубија работниците во овој период. И сега апелирам да работниците навистина ги вратат синдикатите назад кај нив и да преку синдикатите го остваруваат диалогот и ги остваруваат нивните права.